Ќе остане ли Македонија без работници од 1 март кога Германија ги отвора вратите за земјите од Западен Балкан? Бизнис секторот стравува дека и онака малкуте професионалци кои останале дома ќе ја напуштат земјава. Дополнително велат работата ја кочи и големиот јаз помеѓу понудата и побарувачката, па така ретко кој наоѓа работа согласно струката, алармира бизнис секторот. За надминување на ова потребни се промени во образовниот систем, мерки и пракса, а не само вработување без продуктивност. Од секои 100 запишани студенти на високообразовни институции, само 12 од нив ќе најдат работа која што одговара на нивните квалификации. 50% од тие што ќе завршат само наоѓаат работа и од тие што ќе најдат работа само за 50% работата одговара на нивните квалификации и вештини. Постои голема недоверба помеѓу работодавачите и барателите на работа и заради тоа се укажа дека е неопходно уште на почетокот да се дефинира што точно невработениот ќе работи, ама со јасни односи подпишани. Дел од експертите за Алфа велат дека земјава има квалитетни кадри, но нема кој да ги плати. Алармираа државата подитно да направи нешто ако сака младите да останат во сопствената земја. Сега е еден јаз кој што прави социјален немир, што може да експлодира во социјален бунт. Видите, една Франција се соочи со пракса се уште што се чувствува кај нас. Да, но една Франција се соочи со проблем, незадоволството. И социјално тоа е пред се социјален бунт. Од платите, пензиската реформа, зголемување на цени. Кај нас се нема чувство дека инфлацијата го подјадува приходот на граѓаните. Видите, зборуваме 10 години, нема раст на платите. И додека платите во Македонија се најниски и најмалку растат во споредба со земјите од регионот, граѓаните од Западен Балкан во Германија заработуваат од 1400 до 4000 евра месечно, и тоа за 8 работни часови 5 дена во неделата. Па така според истражувањата, добар дел од македонците не ни размислуваат да останат дома за едва и да преживуваат, туку се почесто купуваат билет во еден правец. За реално да се подобрат состојбите на економски план, бизнис заедницата предупредува дека потребно е реално, а не само декларативно да се работи за приближување кон европските стандарди.